Ако првата дебата или дискусија беше наменета за солидарноста и поддршката, секој како што ја толкува и гледа, оваа дебата ќе биде обид да го анализира и објасни и да даде некакви препораки за односот граѓанин-власт. Всушност и да даде слика за тоа како граѓаните ја чувствуваат собствената улога во настапувањето и врската со власта и настапувањето од позиција на граѓани, граѓански активисти, граѓански здруженија и така натаму. Имаме тројца говорници, секој со сериозно искуство од различни аспекти, секој со ангажман во граѓанскиот сектор. Герман Филков, Центар за граѓански комуникации, Никола Писарев, Центар за современа уметност и Иван Јованов, Младите можат. Практично она што сакав да го прашам во претходната сесија, освен тоа што сакав да некако превземам контрола врз таа сесија за да може да заврши и да почне оваа, беше токму тоа околу кој и на кој начин ги поставува границите на влијание на граѓанските организации во јавниот сектор. Горан, представникот на младите, рече дека, жал ми е што рече дека се шегува после она ќе ги натераме властодржците да не слушнат, затоа што мислам дека тука е клучната поента. Националниот младински совет ќе може да собере тежина и ќе може да мобилизира луѓе, меѓутоа побитна, уште поважна компонента од тоа е самиот Национален младински совет да ги поставува границите на возможното и невозможното, односно да ги наметнува темите, а не да чека тие да бидат наметнати од власта. Тоа беше мојата препорака. Пред да им дадеме шанса на панелистите и да ги отвориме анализата на податоците, најпрво да ги чуеме податоците и давам збор кратко на Неда Коруновска од Реактор за да ни даде шлагворд за дебатата. Повелен. Значи, накратко, нешто што не беше можеби спомнато во воведот и да се подсетиме. Значи, рековме дека граѓаните се песимисти. Ова е статистички значајна разлика од 2012 до 2013. Значи, е зголемен процентот на граѓани кои што воопшто сметаат дека воопшто не може да влијаат, иако добро се потрудат, и е качена на 59,7% со дополнителни 17,4% кои што сметаат дека многу може да влијаат, значи многу малку може да влијаат, значи огромен број, на скоро 2/3 од граѓаните кои што сметаат дека не може да влијаат врз работата на локалните власти. Песимизмот е уште поголем околу можностите за влијание на национално ниво, значи граѓаните навистина сметаат дека не може да влијаат на политичките прашања кои што ја засегаат целата држава. Ова нема да го повторувам, стабилност има во желбата да бидат повеќе вклучени во процесите на одлучување и донесување одлуки. На граѓаните им е важно да можат да влијаат врз одлуките, значи покрај тоа што се обесхрабрени дека не влијаат, сепак тоа за нив лично е значајно доколку им се овозможи. Значи исто околу 75% од граѓаните, на граѓаните им е важно да можат да влијаат и реално граѓаните не делуваат локално. Тука се процентите околу тоа што направиле во последните година дена, дали оствариле некаков контакт со представници на властите, дали на национално, дали на централно ниво, или пак учествувале на некаков тип на граѓански ангажман. И тука има стабилни проценти, односно нема никакви значајни разлики помеѓу двете години, освен рековме кај контактите со политичките партии. Јас толку мислев дека овие се една од клучните поинти за пред излагачите да се надоврзат со нивни истражувања. Ти благодарам, Бојан. Благодарам, Неда. Мислам дека секој од излагачите има сопствени видувања и истражувања во областа. Герман, скоро 60% воопшто не можат, сметаат дека воопшто не можат да влијаат врз одлуките на локално ниво, а 70% се чувствуваат безпомошни на централно ниво.
Од друга страна, 3/4 од граѓаните очекуваат повик од општината и го сметаат тоа како најлесен начин за нивното учество да биде зголемено. Како според вашите истражувања вие работите на локално ниво многу? Како граѓаните доаѓаат по своето? Како граѓаните обезбедуваат учество? Дали општините ги викаат? Кој е квалитетот на таа комуникација? Кои се сознанијата? Сега коментирам со Неда, пред да кажам што ќе зборувам, дека последните наши истражувања од октомври 2013 до запирка се на истите прашања што ги имаме, бидејќи само 2-3 ни се исти, дека се совпаѓаат. Така да знаете дека сите зборуваме за иста работа. Да кажам во кое својство овде зборувам на оваа тема. 3,5 години имавме проект за транспарентно локално владење. Работевме во 13 општини, имавме еден интересен пристап. Имавме 4 општини од Источна Македонија, 4 од Скопје и 5 од Куманово до Охрид, значи ние викавме северо-западна, па како сакате сватете го. Пред да влеземе во било која од овие општини, правевме истражување на 4 битни теми, може само да ги видите темите, значи учество на заедницата во донесување одлуки, информираност на граѓаните и отчетност на општината, проактивност на општината кон локалната заедница и професионалност на општинската администрација. За потребите на оваа денешна дебата ќе зборувам само за првиот сегмент од нашата работа. Податоците што ќе ги изнесам се сумарни од истражувањата во сите овие општини, значи вкупно имавме 13 општини, 2351 испитаници. Земени се само граѓаните за да бидеме на исто ниво на тоа што го зборуваме, иако нашиот пристап беше да ги поделиме луѓето во локалните заедници на 3 групи: граѓани, представници на невладини организации и бизнисмени. Бидејќи општината и статутарно и со законот за локална самоуправа има обврска да ги, како да кажам, не напаѓа, туку да делува кон сите овие 3 сегменти. Не сакавме само граѓани како маса да ги земеме, сакавме и овие 2 битни чинитела, овде се издвоени само граѓаните. Должен сум само да кажам на почеток дека ставовите на граѓаните и на бизнисмените беа по сите прашања исти, одговорите, значи исто се задоволни или незадоволни, читајте најмногу незадоволни, додека представниците на невладините организации имаат поголемо задоволство од работењето на општината. После, откако влеговме подлабоко, свативме дека е поради тоа што повеќе соработуваат со општината. И одма задоволството е поголемо, додека кај овие, бидејќи нема соработка, на тоа ниво задоволството е помало. Да не збориме, не да доволно кажа, мене ми е само, кога реков дека ќе зборам за некои решенја, да не оставиме многу интересно, само да го... Значи, позитивните ставови, граѓанското учество, како што многу убаво го кажа Неда, ако луѓето имаат позитивни ставови, тогаш ќе се вклучат, така? Треба да ги знаат механизмите, треба да имаат вештини и на крај доаѓа самото вклучување. Не мислам дека во една држава треба граѓаните сами да се остават сето ова да им дојде. Особено не во демократија или недемократија како нашата. Значи, мора да има потикнувачки акции, механизми, форми од оние што тоа треба и законски да го прават. Бидејќи темата за општините, законот за локална самоуправа многу фино им кажува што се треба да направат за да ги потикнат граѓаните на учество, на вклучување во процесот на донесување одлуки. На граѓаните им е тоа право, на општината е тоа обврска. Значи, општината има обврска да наоѓа форми, начини, механизми да го потикне и да го обезбеди тоа учество. Еве, гледате ова црвеново се е не. Значи, дали сте покренали иницијатива? 74 не. Дали сте присуствувале на седница на Совет? 90% не. Дали сте на јавна расправа? 79 не. Дали сте вклучени некако во составување на буџетот? Гледате колку не се вклучени. И дали сте консултирани за значајни стратегии и планови на општината? Волку проценти. При тоа морам да кажам дека луѓето што ги прашувавме не беа ни репрезентативен примерок, ни случаен примерок. Анкетиравме луѓе што
излага или влагаа во општината по некоја работа. Значи, луѓе кои што знаат што е општина, знаат дека што може да им нуди и што може да бараат. А податоците гледате колку се катастрофални. Оди на следното да ги поминам брз. Еве, како може да го изразите вашето задоволство или незадоволство од услугите што ви ги нуди општината? Половина велат нема начин, некои други гледат некој друг начин. Многу е интересно и ова сакам сите да го знаете кои што се занимавате со нови медиуми или со интернет или со тие работи, дека кај граѓаните процентот сегде беше до 15% во овие општини, луѓе што читаат, сакаат да читаат на интернет, сакаат услугата да видат како да ја направат на интернет. Значи, само ниски според мене 15%. Другите сакаат да им дадеш во рака ливче, или да им одиш дома, или да ги информираш преку медиум, значи на други начини. Затоа, ако ќе рече некој го ставив на интернет, не сме ја завршиле работата. Значи, еве 15%. Кај невладините беше поголем процентот, доста поголем, кај бизнисмените е околу 30%. Кај невладините, мислам, 37 дека беше. Значи, треба да бидеме свесни дека треба да наоѓаме разни начини и ние во комуникацијата, освен овој на интернет. Дали сте имале можност да му ги кажете на градоначалникот вашите проблеми и предлози? Слично прашање, редовно 10%, понекогаш 32% и останатите немале. Овде само еден коментар што се задржав од прошлиот панел. Истиве прашалници им ги дадовме на граѓани, на бизнисмени, на невладини и на општините, за да видиме тие како ќе одговорат. Имаше и вкрстени трики прашања што се велат. Прво, ниедна општина не бележи што се дошло од граѓаните, во смисла на писма, јавувања, реакции, да ти даде годишен извештај, прво за нив да си направат за што овие граѓани ни се обраќаат, за кој е најакутен проблем. Во разговор и откако ги натеравме некои општини тоа да го прават, кај градоначалникот што доаѓаат граѓаните на тој приемен ден што го има, што ретко се одржува веќе, тоа беше у романтизмот на локалната самоуправа на децентрализацијата која почна, 90% доаѓаат да бараат вработување на детето. Значи, и сега ако овие 10 и 32 се високи, 42 замисли дошле кај градоначалникот му рекле нешто, замислете дека најголем дел од нив бараат вработување. Затоа кога ќе зборуваме и тука се спомна, навистина невработеноста е многу страшен проблем во Македонија. Сега и други станаа пострашни. Порано ни беше барем тоа да останеше невработеност, ама значи се рефлектира низ овие истражувања. Дали сте пријавиле комунален проблем? Да, ми го решија 24, да, не ми го решија 22 и не остатокот. Значи, овие 24-25% гледате како провејуваат низ... Да. Сега ме инспирираше од едно друго истражување. Навистина и свесноста на граѓаните мала. Ние правевме истражување исто за некои проблеми што се соочуваат и ќе видите, дури кога директно ги прашувате дали имате проблем со комунали или слично, не. И потоа низ анкетата испаѓа дека цело село нема вода цело лето. Тоа за граѓанинот не е личен проблем. Тоа е како заеднички проблем. Не се и се чека на некој од други решавање. Значи, не го перципираат како проблем кој што нив ги тангира и за кој што тие треба да се заложат, бидејќи не им е само за нив, него едноставно на сите им е тоа и се релативизираат проблемите во кои што живеат граѓаните. Веќе тоа толку е долго што луѓето се навикнуваат и веќе не ги перципираат како проблеми за да си олеснат живеачката. Извините, прекинав, ме испровоцира. И следното уште е дали има општината отворено телефонска линија за поплаки и предлози за граѓаните? Да, 37, не остатокот. Реалноста е дека општините 40% имаат, другите нема, значи од прилика знаат граѓаните. Не се мутави, ако има телефон знаат. Но едно друго прашање, сега ќе навлезев и во другите теми, колку пријавиле или не пријавиле, се движи од 5 до 8%. Значи, пријавиле некаква неправилност, корупција, судир на интереси виделе или слично. Од 5 до 8% се движи. Ке заклучам со ова. Зошто е ова така? Во ниедна општина нема системски или организиран начин за вклучување на граѓаните во процесот на донесување на одлуките. Нема процедури за процес на консултација на граѓаните при донесување на буџет. Има само, во нашите имаше само во Струмица,
општини што работевме, имаше од порано, знам дека имала општина Велес, не знам колку ја спроведува, и некои други имаат, но не се спроведуваат како што треба од април да тргнат, за до ноември веќе да го имаат буџетот за следната година издискутирано онака како што треба. При тоа со должна почит на сите што работат на тоа или што ги обожаваат, форумите на заедницата мислам дека не ја вршат цела работа, дека луѓето се консултирани ако направат еден форум па да кажат за што сакаат да се трошат парите. Нема сервисни канцеларии функционални. Интернет страниците се од пропагандно-туристички карактер, не се од услужно, од сервисен карактер. На интернет страната не можеш да се информираш за ништо што ти треба од општината, освен слики да се мотаат од манастири и од убавините на таму што има во околината. И понатаму нема механизми за уредување на местната самоуправа. Ова што го кажавте претходно, местните заедници. Фантастичен механизам, смислен, иако со законот нов, знаете, им се земаа ингеренциите, па нема статус на правни лица, но е оставено на општината да го доуреди, односно дали ќе функционираат или не на нив. Општината буквално им дава хартија, општината им принта, но има општини кои што со нив работат одлично. Има канцеларии за местна самоуправа со раководител, со 2-3 вработени, од и тие се основната клетка кај што треба да одиш и да пријавиш или да се побуниш, или од таму да ти дојде назад повратно информацијата. И да не кажам дека свесноста за потребата од вклучување на граѓаните е на многу ниско ниво. Речи си на нула, им текнува само нормално пред избори. Инаку, како ја гледаме свесноста? Некои имаат и многу убави статути напишани на општини. Да видите внатре све предвиделе, ама тоа е само, буквално само на хартија. Што сакам да кажам како предизвици? Прво, што треба системски ова да се реши, треба. И второ, секогаш го кажувам, законот за локална самоуправа си го отпеа своето. Мислам е следната Пандорина кутија што ќе се отвори или треба да се отвори во земјава, се чува, не знам зошто, ама ако се отвори ќе биде страшно. Помина тој романтизам, се дадоа ингеренции на општините, ајде сега да видиме. Значи, они сега, освен што треба животот и работата да го организираат на одреден начин, треба тоа да го направат како што сакаат луѓето. Значи, доаѓаме во потешката фаза од процесот на децентрализација. Заврши, како ги викавме, територијалните поделби, заврши окрупнување, неокрупнување. Сега треба вистинска работа. Мислам дека ако се со законот ќе мора да се дореди, не знам зошто порано не мислев така, но низ текот на годините се почнав да мислам дека све треба у закон да се става. Порано мислев дека законот треба да биде само една рамка, па праксата да си го каже своето. Сега мислам дека се треба во закон да се стави, барем да го има таму. Се што општината не успеала да го дореди у статутот, да и се стави во закон. Имаме обврски од Советот на Европа, точно што значи граѓанско учество и што треба да има у статутите на општината, и сега нека го има тоа и во законот. И второ, и со ова би завршил, малку срамежливо се збори за ова, меѓутоа јас секојаш гласно го кажувам, мислам дека треба да се воведе двостепена локална самоуправа. Не може, еве, од општините што работевме, Чучер, Сандево и, еве да ја речам, Струмица или Штип, како поголеми, да имаат исти ингеренции. Чучер, Сандево има 7 вработени, Газибаба има 150 вработени, а имаат исти ингеренции. Да, и жителите се побројни, но не може да ги остварат овие поради бројноста, а овие поради малиот кадар. Значи, мора да се воведе двостепена. Не да се укинат општини, но на помалите ингеренции дел да се префрлат да ги вршат поголемите. Комунално, урбанизам и такви работи, они да се занимаваат со луѓето. Значи, ова еднаш мора да се направи, оти нема да имаме развој. Ова сегашниот степ, сегашната поставеност го гуши локалниот развој. И економски, и демократски, и се ова што зборуваме. Значи, не знам зошто не се отвара, знам зошто не се отвара, има многу отворени проблеми, уште овој да се отвори, ама еве, живи да бидеме сите, па ќе памтиме што сме зборувале. Мислам дека следната голема работа во Македонија ќе биде отварање на Законот за локална самоуправа и да видиме што све таму треба да се менува. Благодарам, Герман. Во држава како нашава, кај што не може да им се верува на институциите и кога има многу малку јавни информации, секогаш овие вакви податоци кои што ги прават и истражувања граѓанските организации се добре дојдени, но јас сепак мислам дека клучна работа која што ја каже околу поттикнувачките механизми за граѓаните.
Што според тебе мислиш дека може да бидат тие потикнувачки механизми? Бидејќи еве очигледно колку се пообразованите категории на луѓето помалку веруваат во влијание врз одлуките. Што треба да се случи за да се врати вербата во влијание? И ете, градоначалниците и советниците и по истражувањата се попопуларни од пратениците, да речеме. 20% од граѓаните имале средби со советници и градоначалници, а само 9% со 9,7% со пратеници. Дали е проблемот во квалитетот на комуникацијата, затоа што сме свесни дека градоначалниците имаат многу голема моќ? Дали тој сооднос меѓу градоначалникот и јавноста или граѓаните во општината се сведува само на тоа што може градоначалникот да ти заврши работа, или дали некои граѓански групи вршат влијание врз одлуките на општината? Прво мислам дека е многу сложен одговорот, прво за градоначалниците. Нормално е, ги гледаат на улица, ги среќаваат секој ден. Тој живее таму, значи не се големи средините. Ќе го сретнат во кафана, ќе го сретнат во општината, еве да влезете, ние бидејќи одевме, нема да не го сретнеш градоначалникот или во ходник, или ќе дојде да те поздрави, или ќе, значи, градоначалниците се поприступачни од така им налаги работењето. Министар сте виделе, ја не сум видел во живо со години министар. Значи, таа е една причина. Втора причина е општината и за тоа функционира. Таа е основна клетка на организирањето на луѓето. За потикнувачките механизми. Ставиле една пред општината едно ливче во каво со најситни букви дека ќе се одржи во толку часот јавна расправа за буџетот за до година. Кој очекуваш да ти дојде? Некој ќе дојде на тоа или 5 тишо ќе ги викнеш колку да се глуми присуство на граѓани. Значи, ако ти го иструбиш тоа низ цел град, ако залепиш секде плакати кај што се собираат луѓето, има такви места во секој град, нели? Кај што еднаш дневно ќе поминеш да видиш што се случува. Ако го кажеш по медиуми, ќе видиш колку луѓе ќе ти дојдат. Па друг ми вика градоначалник, па ја треба на стадион да држам седница на совет, ќе дојдат сите луѓе. Нема да дојдат сите луѓе, но ако дојде една година и ако нешто се случи со тоа што дошол, до година може пак ќе дојде. Значи, доаѓаме и до првиот дел од прашањето. Нема ни една општина процедура што со еве поплаки од граѓани. Не поплаки еве со пофалби, еве со предлози од граѓаните. Нема процедура. Тој поднел предлог, кој го разгледувал, кој на кој му го дал, кој решил и кој ќе му даде повратен одговор на граѓанинот што се случило со тој негов предлог. Ако така функционираат работите, мислам дека поише луѓе ќе се охрабрат. Инаку вака, мислам дека овие бројки сега ние бидејќи тука работевме, може да направиме по 2-3 години ќе се намалат. Значи, тоа ми е најголемата мака што сакам да ја кажам. Постојано бара напор, постојано бара ангажман, постојано бара потикнување, потрукување. И граѓаните. Јас, еве, од себе ќе тргнам, кога работевме на овој проект, од тогаш почнав и првите, у мојата општина не знаев ни кој има, ни што има, ни како има, почнав да ги давам првите представки, да барам јавни расправи, во главно поврзани се со загадувањето од Железара, бидејќи таму блиску живеам, па ги гледам. И писма, и одговори, и имаше јавни дебати, мислам ништо не се направи нормално, бидејќи зајакот лежи во министерство повторно, но дошто е до општините, некогаш тие може да ја направат работата, иако и таму е многу битно на персонално ниво комуникацијата, иако за разлика од државните институции, кај што соработката е сведена на нула, практично, на општинско ниво се уште има простор за работа. Значи не се исцрпени сите можности, поотворени се луѓето, зборам и за администрацијата што работи внатре, не секогаш значи дека ако градоначалникот е некој лев дека и они се леви, значи не зависи толку од врвот, туку може на пониско ниво да се соработува. Добро, благодарам. Мислам дека интересни податоци од ова истражување има особено во делот на инструментите преку кои граѓаните гледаат начин да влијаат. Те, например, 57% гледаат спас преку медиумите, а 49% преку невладините организации. Дури потоа на ред доаѓаат местните заедници и градоначалникот, а исто така како податок во оваа категорија е дека протестот како јавно незадоволство се смета како најнеефективен метод
на изразување, само 33,7% го повикале како ефикасен. Никола Писарев, многу од овие инструменти се испробани на еден или друг начин, формални протести. Ти си учествувал во многу од нив. Според тебе, кои форми и активности даваат ефект? Што дава резултат во однос на граѓанските иницијативи наспроти општината на локално ниво? Кога се посматра оваа проблематика, што да направите за да добиете одговор, односно да добиете решение? Тука исто има разлика дали ќе добиете одговор или ќе добиете решение. Има и некаква разлика и во пристапот. Јас ќе зборувам само за граѓанскиот пристап, значи без разлика дали зборуваме за неформални групи граѓани и обични поединци како граѓани или за невладени организации кои што повторно ги ставам во тој граѓански пристап. Има разни модалитети, меѓутоа многу зависи и тематиката. Постојат, јас сум 15 на години веќе се иселивме малку од Скопје да работиме на цела Македонија, по мали средини, по села и така почнавме да се судираме со тие проблеми на граѓаните на најбазично ниво, со шахти, со цевки, со патишта, со канализации, со онаа баш базична инфраструктура, кај што граѓаните во принцип имаат потреба од градење на сојузи, партнерства и се друго, токму во тој смисол е и медиумот и довербата во медиумите, затоа што обично кога ќе протече нешто, кога ќе излезе, кога ќе се објави, тука тоа е една форма на застапување која што граѓаните ја гледаат како проста, меѓутоа е една форма на изложување на зидот на срамот на општинските власти пред, пазете, некој пат вадите некоја мала општина пред зидот на срамот на цела држава и сега тука има и дозгора претисоци зашто некои проблеми на граѓаните не се решени. Штета е што општините имаат изградено зидови околу некои теми. Значи, ние можеме како невладени организации, како граѓани да делуваме релативно успешно, секако со иновативни, креативни методи и пристапи. Затоа и протестот е најмалку препознаен како решениот и многу малку протести довеле до директно решение. Затоа луѓето не го перцепираат како нешто што ќе им помогне. Некои биле и со полиција загушени, така што. Да, многу биле. Сите ќе бидат загушени затоа што не им одговара. Проблемите не им одговараат на ние на власт, дали општинска, дали национална, не одговара да комуницираат во јавност, за да се создава маса на поддржувачи на решението на тој проблем. И во тој контекст, значи, за комунални прашања, за инфраструктурни прашања, за локален развој, за прашања на култура, вон Скопје зборувам. Мислам, културата ја ставам надвор од скопскиот контекст, екологија, локална и така натаму, може да се буши, што се вика, за да се дојде до решение, да се дојде до оној посакуван исход на граѓаните. Меѓутоа, за жал, постои една друга работа. Во прашањата на урбанизмот, во прашањата на кадровската политика, пред некој ден читав и некое истражување од рейтинг за UNDP правено, истите работи. Значи, веруваат дека не може да сменат ништо граѓаните во полето на урбанизмот, во полето на кадровската политика, во полето на избор на командир на полициска станица, например, кој што е надлежност на општината, никој не може да влијае. Имало неколку обиди, колку што знам, из Македонија, до одредени луѓе, кои што не се по потекло од таму, кои што не го разбираат контекстот, не бидат, значи имало и соработка помеѓу градоначалниците и сите останати. Дури имаше и ситуација пред неколку години кај што и сите партии и не можеа да се изборат со министерството, иако општината е таа, тоа го имавме и центар скоро. Полициска станица Беко немаше командир долго време, затоа што не можеше да се во најурбаната општина, тоа исто така не можеше да се договори. И мислам дека како организации на граѓанското општество треба да измислуваме начини креативни како граѓаните да успеат да ги менуваат работите заедно со граѓаните, ги менуваме во тој поглед, во погледот на урбанизмот, во поглед на кадровските политики, на образованието и на трошењето на парите, особено во креирањето на буџетот. Не ми е мене битно кога ги потрошат парите, мене ми е битно пред да ги потрошат, а јас не знам колку луѓе овдека, например, знаат колкав е буџетот на град Скопје или на нивната општина. Сите знаеме дека државата планира во 2014 да потроши 2,8 милиарди, ама не знаеме дали градот Скопје планира да потроши 80 или 120 милиони евра. И колкав е нивниот буџет,
да не зборуваме за општините, кои што апсолутно 99% од граѓаните немаат појма колку име буџетот на општината, важно на државата знаеме сите. А повторно сега ќе се вратам на пристапот кон решавањето на проблемите. Бараме 90% од проблемите кои што луѓето ги гледаат на улица се и така поврзани со локалната самоуправа и се бара решение. Интересно е што во тие процеси на барање на решенија ние сме развиле два пристапа практично од мака за да дојдеме до одредено решение. Кога се бара решение од име на невладина организација, од организација на граѓанско општество, интересен е податокот. Тука имаме и некакви анализи дека во скоро 70% од случаите добивате одговор на барањето. Ама тој одговор дека барањето е прифатено, дека не знам, дадениот проблем на отворени инсталации по семафори во надлежност на градот, на МВР и на ово и на оно, и дека сето тоа вие добивате во едно писмо, веќе тоа изостанува решение. Од друга страна, кога група граѓани со име и презиме, 1, 2 или 3 за некои такви мали, особено тука има две категории. Ние ги водиме проблеми што коштаат до 1000 евра и проблеми што коштаат над 1000 евра да бидат санирани. Кога неколку граѓани ќе се јават до надлежните во општината, посочувајќи ги тука, праќајќи многу експлицитно, ние тоа дури во последните неколку месеци го развивме и во проект, да само со фотографии се комуницира, да не се комуницира со многу муабет, нема муабет, туку на ниво на идиотот директно. Ова е дупка, таа треба да биде направена. Ако е таа слика пратена од неколку граѓани кои се подпишани, процентот на решавање на проблемот е релативно голем. Дури на 60% од проблемите се решаваат за рок од 1 месец. Од испраќањето со тоа што обично ги советуваме луѓето кога праќаат лично да пратат до оној кој што претпоставува дека е надлежен како фирма во општината, комунално ли е, кој сектор ли е, па потоа до советниците и советот и до градоначалникот и до стручните служби, многу голем процент има. Одговор граѓаните никогаш не добиле. Многу ретко граѓаните, општините ги удостојуваат со одговор граѓаните дека тоа е тоа, дека они ќе биде поправен, меѓутоа го санираат проблемот. Тука е еден страф од растење и дување од комуницирање на проблемите во јавноста и дека еден мал проблем може да, кој што е проблем на можеби 20 или 3 луѓе, односно го перцепираат 2-3 луѓе, ќе го видат утре 20, 30 или 50 луѓе. Ова е интересно. Ако сакаш да добиеш одговор, направи невладина, ако сакаш да ти го решат проблемот, група граѓани. Група граѓани, да. Затоа што групата граѓани не може прво действува од root level, второ действува со не може да биде не може да го внесат граѓанинот како поединец или граѓаните како поединци во лавиринтот. Оти граѓанинот вика, абе мене не ме интересира тоа, мене дупката, абе мене водата. А невладината организација не може да настапи со став мене водата, него, знаете, закон, тендер, вака, онака, и тука има многу дриблање кои што они го прават, а кон граѓаните многу потешко го прават, поготоа колку е поексплицитно барањето, толку е поголема шансата за решавање. Кај проблемите кои што ги спомнав на 1000 евра, тоа трае малку подоцна, малку подолго време. Официјални одговори исто така ретко има. Тука се користат некои лични контакти во помалите места, па некој советник или некој од администрацијата се јава, знам, добивме, видовме, стварно тоа е проблем, сега, ама треба тендер, затоа што реално и треба да се испочитуваат тие тендерски постапки и така натаму за трошење на парите. Меѓутоа интересно е дека они би го заборавиле тоа, односно одат на картата дека еднаш испратеното барање граѓаните во рок од месец-два ќе го заборат и дека они нема да мораат да го санираат проблемот, меѓутоа веќе по испраќање на второто барање, особено ако второто барање е поддржано со повеќе потписи во форма на мала граѓанска петиција и така натаму, они многу посериозно ги сваќаат тие работи. И практично од ова ние излекувавме некои заклучоци дека токму тој страф од прелевање на проблемите локални во јавноста треба да ни биде нас некаква воделка за решавање на проблемите на граѓаните. Токму таа комуникација на проблем, затоа и преска и во истражувањето и ти Бојан го спомна, 57% ги гледаат медиумите како решение. Па да, затоа што она што преска се зборуваше за солидарноста кон проблемот, луѓето ќе се групираат околу проблемот.
критичната точка на прелевање во разговор со некои поранешни градоначалници, па и со некои сегашни кои сака да разговараат, критичната точка една општина ја гледа во кога еден проблем добива број на поддржувачи онолкав колку што е разликата на последните избори. Значи, ако вие за еден градоначалник во Радовиш разликата била 700 гласа, кога вашиот проблем ќе достигне 700 поддржувачи, кога 700 луѓе ќе се ангажираат и ќе најдете начин да дојдете до нив, дека тие 700 луѓе, колку што на последните избори би била разликата, се застапуваат за тој проблем, го препознаваат, на различна форма кажуваат на советникот на тука ќе дојде одговорот, затоа што тој балон е многу страшен и многу опасен. И буквално мислам дека нашата улога, како повеќето сме овде од позиција на граѓански организација, нашата улога е да ги наоружаваме граѓаните со можности, со креативност, со финти и со алатки, да они самите ги буткаат тие приказни, да они самите се борат за решавање на собствените проблеми, за да преку тоа ја осетат она што го зборуваме стално, дека ни требаат граѓански победи, дека треба тоа се граѓанските победи. Граѓанската победа не мора да биде наша, не мора да биде на ниту една од организациите, таа треба да биде победата на граѓаните. Кога они ќе настапат во неформална група, здружени, токму тоа ќе ги зајакне за следни и следни настани. И уште колку има, не знам, уште една минута, две. Има еден заклучок кој што е во теоријата на комуникацијата и во пиар светот. Постои меѓутоа кој што е доста сличен кај нас, а тоа е дека колку проблемот или потребата за одредено решение се повидливи, а степенот на комуникација на проблемот и неговото препознавање се поголеми, толку повеќе луѓе ќе се вклучат. Меѓутоа, степенот на рестрикција кон действување треба да се сведе на минимум. Токму затоа протестот е неуспешен начин за решавање на проблеми, затоа што граѓанинот ќе тргне дека он ќе биде рестриктиран, дека ќе биде партиски малтретиран, дека на работа може да биде. Затоа треба да се внимава на кога се прават решенија, кога ние размислуваме за можни решенија на одредени локални проблеми, треба да размислуваме како и колку е можно повеќе да ги намалиме праговите на рестрикција. И тука мора да дојде во преден план нашата креативност. Ние имавме еден таков случај, да на еден регионален пат, Кратово-Пробиштип, можда од вас го проследија преку медиумите, има дупка, која што е 2 години свлечиште, тоа свлечиште трае 2 години. Размислувавме што да направиме. Праќавме писма, граѓаните праќаа писма, сите можни одговори кои што имаат гумен печат позади ги добивме, дека ќе биде некој пат. И баравме решение креативно, за токму таа рестрикција ја сведеме на минимум. Значи да нема рестрикција по граѓаните, да нема страв, да бараме креативност и направивме роден ден на таа дупка, кој што беше проследен од Сител телевизија, без да биде искрен ни еден факт. Меѓутоа, најверојатно некому после беа изрибани уши, они распишаа тендер една недела после тоа за санација. А 2 години стоеше. Значи, тој креативна форма на протест. Да, мора да размислуваме за креативен протест. И протестот ние го разбираме како демонстрација. Протестот може да биде и личен, протестот може да биде креативен, протестот може да биде се. Мислам дека треба да користиме, треба да бидеме свесни дека граѓаните се уплашени и треба полека да го отклучуваме тој нивен страв ќе го отклучиме, кога ни ќе видат ќе најдеме начин како да ги вклучиме без да им бидат изривани ушите, а згора на тоа да остварат некаква граѓанска победа. Тоа ќе им даде морал доволно голем за да во иднина тие самите и го превземат ризикот на сопствениот грб. Генерално тоа е мислам на црногорската поговорка на војвода Марко Милјанов. Да е јунаштво бранити други од себе, а да е чојство бранити друге од себе самог. Значи, ние треба да најдеме начин како да ги активираме на еден креативен начин во ова македонска жабокречина и корпоративно тоталитарно управување на државата, да они ги остваруваат своите права, а со тоа практично ќе се дренираат и муките на државата за манипулација кон граѓаните. А при тоа да не трпат лична штета, претпоставувам. Или што помалку. Што помала лична штета, секогаш ќе постои ризик. Има и луѓе кои што сакаат да го прифатат ризикот, меѓутоа исто така треба да им се дозволи на луѓето, тоа исто ние барем сме го приметиле дека е многу добра
политика да заслугата секогаш им се припише на локалните луѓе. Да постои некој кој што е заслужен, да не биде центарот, да не биде проектот заслужен, да биде таа и таа група на луѓе од тоа и тоа место, они да тоа е граѓанската победа, да им се остави нив, за да они врз база на тоа креираат нови акции. Благодарам многу, мислам дека беше крајно интересно и корисно тоа што ми го кажа Писарев. Иван, младите како да се една од поконтроверзните категории на ова истражување. Од една страна смета 43% од младите сметаат дека протестот или незадоволството е ефективен начин на влијание, за разлика од постарите генерации каде што само 27% сметаат дека е тоа ефикасен начин. Но од друга страна пак само 1/3 од младите сметаат дека е многу важно да влијаат врз локалните одлуки, а од постарите 47%, скоро половината веру. И исто така младите најмалку учествуваат во граѓанските иницијативи споредбено со повозрастните групи. Како го објаснуваш ово и јас? Што е причината и што може да ги мотивира младите да се заинтересираат повеќе? Благодарам, Бојан. Едно е да сметаш, друго е да правиш. Например, сметаат младите дека 43% протестот е ефективен начин за граѓанско учество. Меѓутоа, кога сме виделе последен пат протест од младите? Немало протест. Значи, они сметаат дека тоа е добар начин, меѓутоа немало протести од Мартин Нешковски и неговото убиство, од тогаш немало поголем протест на младите, каде што они излегуваат и кажуваат, луѓе, сакаме да се реши ова и ова, бидејќи тоа е наш проблем. Точно е дека најмалку се вклучени во граѓански иницијативи, значи 20%, тргнувајќи ги невладините организации, значи младите генерално се многу неактивни. Има и уште многу други податоци, пример, 62% не работеле да решат локален личен проблем во нивната заедница. 54% немаат лична одговорност за работите што се случуваат во нивната заедница. И сега, од една страна гледаме дека тие се апатични, дека не се активни, меѓутоа улицата е стално двострана. И од другата страна, значи, каде што би можело да биде и решението, нашето образование не е концепирано да гради активни граѓани. Јас сум излегол од систем каде што јас на мои 21-2 години морав сам да учам што е да бидеш активен граѓанин. И во оваа насока предлогот на Герман Преска што го кажа е супер, мислам. Пример за community work. Мора во тоа образование да има задолжителна работа во заедниците, бидејќи еве сега гледаме дека средните училишта воведуваат кариерни центри, меѓутоа повторно тие кариерни центри ги држат истите професори што предаваат формално образование, што нема никаква разлика. Значи мора да се смени тука пристапот кон образованието и полека да се дава простор на неформалното образование. А исто така и иницијативите кои што потегнуваат од граѓанските организации, а се наменети за реформи во образованието, како што се МОВ, како што е ХЕРА, значи за сексуално образование, за иницијативата на МОВ за екстерното тестирање, повторно не поминуваат. Што значи треба да се има и слух, меѓутоа треба и младите да се активираат и треба да има и реформи во самиот систем. И сега, кога ќе видиме дека младите се неактивни, можеме да го поврземе со нивното вклучување во процесот на донесување одлуки. Значи, која е веројатноста дека ќе бидеш вклучен и ќе бараш да бидеш вклучен во донесување на одлуки кога не си бил активен и не знаеш како да бидеш активен? 53% мислат дека не можат ништо да сменат, а 20% мислат дека многу малку можат да влијаат. И сега повторно се враќаме назад. Како се бираат, пример, председателите во школските класови? Јас секогаш кога разговарам со некој средношколец му велам како бирате председател. Значи, многу од нив викаат дека или е истиот од претходната година, или процесот завршува за 5 минути и толку. Значи, они не учат што е демократија. Класната предлага. Или па да, класната предлага.
Значи, не вежба демократија од мали нозе. И кога не вежба демократија од мали нозе, не знаат како да ја пренесат демократијата и кога ќе дојат на 20, 23-4 години, и веројатно многу малку од нив ќе се освестат и ќе се вклучат во тие процеси. Сега, како можно решение тука и како една рамка што полека се вметнува, се локалните младински совети кои што ги има присутни во 9 или 10 општини, меѓутоа веќе почнуваат. Еве пример, неколку младински организации меѓу кои што сме и ние, имавме дискусија со општина Центар и на маса се стави предлогот за формирање на локален младински совет и на локална младинска стратегија која ќе овозможи барем еден представник на младите да биде дел од советот и да има некакво влијание. Ова е добриот пример со општина Центар. Следат и други добри примери во однос на локални младински совети кои што еве пример МОВ ево најава дека ќе работи, ние исто ќе работиме во 3 скопски општини наредната година. И како во моментот кога ќе видиме дека после избори се прави младински клуб наместо пензионерски клуб, ќе видиме дека тогаш општините се освестиле дека и младите се важни, а не само пензионерите. Знаеме дека пензионерите први гласаат, ама и младите се важни и они, ако ги вклучите, и они после ќе гласаат во 7:15, нема само пензионерите да гласаат во 7:15. И третата точка која што сакам да ја спомнам од истражувањето, која што е битна и која што нашата организација Младите можат многу обрнува внимание, волонтерството, бидејќи ние сме волонтерска организација, денеска е 5 декември, меѓународниот ден на волонтерството. Само 51,3% од младите волонтирале во својот живот додека биле во средна школа, што се поврза повторно со општествено корисна работа. И нашето искуство покажува дека младите не знаат што е волонтирање. Кога ги прашуваме каде сакате да волонтирате, велат во IT сектор, во државна администрација, во Министерство за економија. Значи не го знаат концептот дека тоа е корисна работа, дека работиш без пари, исто така тоа е нивниот прв одговор. Што е волонтерството? Работа без пари. Да, тоа е една од работите, не си платен, меѓутоа не е најглавната, ти од тоа имаш бенефит, имаш искуство, се градиш како личност. И во оваа насока потребна има едукација, значи кога нив ќе ги едуцирате и ќе им кажете што е волонтерство, и они се мотивирани после тоа бидејќи гледат дека имаат бенефит, значи не е дека не сакаат да волонтираат, туку нема кој тоа да им го доближи. И ние многу сме радосни кога група од млади луѓе ќе дојдат кај нас во организација, кога ќе поработиме со нив и после тоа сакаат да се вклучат. Еве, имаме група од 25 луѓе, од кои после една недела работа веќе почнуваат да се вклучуваат во волонтерски активности, што е супер. Така што тоа се моите 3 поенти кои што сакам да ги спомнам. Отворен сум за прашања во поглед на младите. Гледам дека беше интересна тема. Да, и Националниот младински совет морам да го спомнам. Тоа е една од најголемите бенефити од Националниот младински совет беше вмрежувањето на младинските организации. Значи, мислам дека понатаму ќе биде многу тешко некоја младинска политика да помине толку лесно, неквалитетна младинска политика да помине толку лесно кога Националниот младински совет е тука присутен, бидејќи 55 организации се на едно место и не се веќе толку ситни како што велиме. Ситна организација не може ништо да направи. Сега сме 55 на едно место и сме посилни отколку претходно. Благодарам. Па јас сакав да упатам прашање баш во однос на тоа, има ли или кои се решенијата во образовниот систем, таму и може да се влијае, но и не толку. Но еве во областа каде што може да се влијае во образовниот систем, дали гледаш некаде некои точки каде што може и Националниот младински совет, значи како коалиција на организации, но и организациите посебно да помогнат во мобилизација на младите, затоа што имало прашања на кои што младите се мобилизирале, дали било тоа пред неколку години студентски парламент или сега Националниот младински совет или екстерното тестирање, значи има прашања кои што ги погодуваат и можат да се ангажираат. Како еве вие младите можат и воопшто организациите кои што се во Националниот младински совет можат да го исправат тоа?
Вака, значи, Националниот младински совет е постратешко тело кое што треба генерално да има на ум младинската политика, а неговите членки се тие што треба да работат на терен. Пример, имаме студентски организации, имаме организации кои што работат со средношколци и они треба да се вршат задачата на терен. Мислам дека младинските организации добро работат и потикнуваат учество и превземат иницијативи. Меѓутоа треба да се обидеме самите млади да се организираат. Пример, студентите, пак ќе се вратам на примерот со студентскиот Гоце Делчев. Тоа е класичен пример каде што младите студенти треба да излезат сами и да поднесат иницијатива. Ние, лично како организација, која ги видовме сликите што излега од Гоце Делчев, контактиравме еден од тие главните што ги постира сликите, и имавме состанок да видиме дали има некој фоллоуап, дали се случило нешто, дали им треба помош. И они викаат дека имале одличен фидбек, студентите викаат да, супер, продолжете така, значи не да се вклучат, кога се обиделе да ги вклучат студентите, ајде да се организираме сега, значи да направиме нешто, тука застанува целата работа, значи постои страв, постои незнаење како може да делува, така што мислам дека треба да се спушти нивото, бидејќи не е поентата младите можат, МОВ, Сојуз на извидници да излезат и да однесат барање за студентите, пошто нареден пат ќе има друг проблем кој што студентите пак нема да го решат. Значи не треба ние да им ја даеме рибата, туку баш онака да научиме како да ја ловат сами. Така што тоа е според мене, на тоа треба да работат граѓанските организации. Много благодарам. Пред да го отворам форумот за прашања, би сакал само едно прашање до Писарев во врска со формите на преку кои најчесто сакаат граѓаните да се организираат на локално ниво и да решат некој проблем. Знаеме дека местната заедница многу често беше препознавана како место каде што може да се развие некој локален и активизам и ако ништо друго пат да се решат локалните проблеми. Како е твоето видување за тоа? По прашањето на местни заедници видувањето постои голема разлика во она што е Скопје и што се градови над 10-15 илјади жители и она што е испод 15 илјади жители. Значи во Скопје повеќето од нас немаме појма во која местна заедница живееме, ниту било кога сме викнати на избори за претседател на местна заедница, а интересно е дека сите местни заедници во Скопје, ако проверите, ја проверив за кај мене во општина Разград, дека таму вели вие сте местна заедница, бивша Радко Митровиќ, сега Црква 2, претседател ви е тој, совет ви е тој. Сега, јас со оглед дека голем дел од нашата работа е во села, ги чепкарав и ги барав законите и вели дека местна заедница распишува избори кои што важат правилата за општите избори. Значи, никој пат во градовите, градските местни заедници се намерно еутаназирани уште од 90-тите години, токму заради спречување на најлесна форма на организирање на граѓаните е местна заедница. Затоа ги убија куќните совети, затоа ги убија местните заедници. Оти прво е куќен совет, после местна заедница. Така оди комуникацијата, најлесната формална комуникација, граѓанска, онаква, меѓутоа официјална, во рамките на системите на државата е куќен совет, местна заедница. Ги убија местните заедници, ги убија куќните совети со ставање на управители на зградите. Сега, во селата не можеа да ги убијат местните заедници, затоа што има имот. Имаат гробишта, имаат водоводи, имаат се и се што, имаат селски атар. Тие работи не може и сега има една форма која што вели општината ја формира местната заедница. Банално, смешно, комично, тоа Герман што го зборуваше дека законот ќе мора да се менја, не може општината да одлучува дали во село Требиште ќе биде местна заедница или општината му текнала па поевтино е да имам 5 села во една местна заедница, идиотизам. И имаме 3000 луѓе во таа местна заедница, во 5 села на 50 км едно од друго. Кретенизам. А тоа е направено, пазете, местните заедници и по новиот закон дури, односно тоа е и во правилник на ЗЕЛС се води, можда да утињам нешто, не сум многу мераклија по закони, меѓутоа овие што се бават со закони поише го знаат. Има една институција граѓанска, односно една алатка на местните заедници која што се вика Собир на граѓани. Собирот на граѓани носи одлуки за важност на една местна заедница или на една општина, со тоа што на ниво на општина е тешко, ретко, не знам дали некогаш се организирал Собир на граѓани како институционална форма, меѓутоа во местни заедници јас знам дека и ден денеска
Па и денеска градоначалници селски некои на некои селски општини се тресат кога некој селски кмет ќе му каже јас тебе ќе те свикам собир на граѓани. Затоа што собирот на граѓани може да распише локален референдум за местна заедница, носи одлука која што мора да има правна разрешница од страна на општината, а ја свикуваат 5% од населението на местната заедница. Значи, едно мало критично јадро во една местна заедница може да свика собир на граѓани, кој што потоа тој проблем ќе го дискутира на едно поинакво ниво и каде што во крајна линија носителот на одлуки, тој општината ќе мора да реагира. Токму затоа тие инструменти се во градовите особено заборавени, уништени токму заради таа потреба од самоорганизација на луѓето, особено што најверојатно дека граѓаните ние сите бе користеле во полето на урбанизмот, кое што е паралелно и поле на најголемиот криминал на локалните самоуправи, особено на градските. И на најголемите пари. Не само на мито и корупција. Добро, фала многу. Мислам дека пред да почнат сите да одат по храната, имаме време за 15 на минути 20 да отвориме дискусија. Повелете, тука сме, прашувајте, коментирајте, бидете концизни само и јасни за да имаме можност што повеќе луѓе да прашаме. Сладјан, потоа Иван. Овде бев сега поттикнат од Никола, местни заедници. Едноставно, после овој последниот закон се укина. Тоа се веќе продолжени раце на градоначалниците, онаму каде што не се, често се соочени со санкции или со некој вид на бојкот од страна на градоначалникот. Пример ми е свеж дека во општина Липково една од местните заедници е опозицијска, така се каже, и не може да си добијат веќе неколку години водовод или најосновни работи. Така да све е направено така со овој закон да градоначалниците бидат луѓе кои што ќе бидат одговорни за секи, ги имаат сите конци во раце во сите општини, во сите заедници. Ова само за ова последнава тема, инаку во целост би сакал да коментирам кои се начините како да се влие, особено кај локални власти. Јас мислам дека најмногу е ефективно баш некоја тврдоглавост и неџиство кога сакате некоја иницијатива да ја протерате, да го популаризирате тоа преку медиуми, преку да се искористат и социјалните медиуми, бидејќи на друг начин не вродиле плод, барем оние иницијативи, ние што ги знаеме во организацијата во која што работам. Имавме еден пример со општина Карпош, каде што не игнорираат многу време, правевме едно истражување за најголемите општини, дури откако ги посочивме како единствена општина која што не соработува со нас, објавивме и на блоки, потоа на социјални медиуми, почна да не се јавуваат од таму, па како тоа ние во тоа време една од ретките опозицијски општини, нас не напаѓате, а вие другиве како работат? Викам, другиве соработуваат, вие не сакат. Па повторно не добивме овакво одговор на тоа што го баравме, па моравме преку оној механизам пристап до информации, па откако и тоа не го одговорија, комисија, жалба кај комисија, и дури тогаш ни даде одговор дека уствари тоа што сме го барале било кај нивниот службен весник, а ние секојдневно го проверуваме тој службен весник, него дури откако добија притисок и од таа комисија, го ставија на службен гласник малку задоцнато тоа што го баравме. Во секој случај, да, тоа е единственото искуство со кое што сме влијале и сме успеале нешто да добиеме како промена во однос на работата на локалната власт. Инаку продолжило тоа нивно и неџиство и понатаму, се уште истата таа општина која што ја спомнав не сака да соработува, веројатно сака со притисок да ги добиваме тие работи. Така да тоа е тоа. Не знам, не сум скептик сум баш дека овие дури неформални групи можат нешто да направат, бидејќи летово кога имаше една работа повторно во општина Карпош со едно игралиште кај Мексичка, кога решија да го рушат, неформалните групи не успеа ништо да направат, бидејќи и покрај тоа што
се направи едно поголемо популаризирање на таа иницијатива, не се донесе позитивен исход од тоа. Благодарам, ништо ќе ги почекате следните избори, па тогаш може би нешто. Откако, а најопасно е после избори, толку се силни што веќе Да. не може ништо да им движи. Добро, благодарам, повелете има. Јас сум Иван Андрески од Центарот за локален развој и транспарентна власт. Сакам да кажам некој збор што се однесува со локалната самоуправа, можда малку ќе излезам од контекстот, но има една многу важна работа. Имам големо искуство во локалната самоуправа, затоа што до 96 година бев подпредседател на Собрание на општина Крушево, од 96 до 2000 бев градоначалник. Така да состојбите во локалната самоуправа ми се многу добро познати и ова што го кажува Филков сега се само последици. Причините се многу одамна и уште од самото поставување. Прво, локалната самоуправа во Македонија е одмајка грешена. Ниедна власт, и таа што беше, и таа што ќе биде, дури не се смени менталитетот, не сакаат да имаат јаки општини. Тие не разбираат, тие имаат разбрано дека јаки општини значат и јака држава, но сакаат да ги држат општините под капа за да можат да владаат со неја. И ќе ви кажам нешто. Од 90 до 95 година, дури не се донесе првиот закон за локална самоуправа, ние донесувавме акти во општините по стари југословенски закони, по стари македонски закони, по нови македонски закони и врз основа на службени вестници од 1972 или 4 година. Кога се донесе 95 година, законот беше суспендиран на таа главата 5 до локалните избори 96 година. И ако имаше некој лош закон, што вика турците на Дуњава, беше тој, а овој што го донесува после уште полош. И што се случи една многу, како да ви кажем, една многу понижувачка работа према локалната самоуправа. Еве јас во општина Крушево 8 години работев со 45.000 евра буџет. Или 2.700.000 денари. Тука беа платите на вработените, тука беше бензинот, тука беше струјата, тука беа телефоните, тука беше се. И сега нормално граѓани ве да барат отчет. Отчетот е тој, пари нема. Тоа е, навистина е, мислам, многу сум сериозен кога викам. Сега, видете вие, процесот на децентрализација се воведе 2005 година. 15 години локалната самоуправа беше оставена на милост и немилост. И после од кога се донесе децентрализација, кога се спроведе, да речем, и уште не е спроведена, затоа што местните заедници дури не го добијат статусот кој што му припаѓа, кој што со ингеренциите што му ги одзеда, за мене процесот на децентрализација се уште не е завршен. Ќе се заврши тогаш кога ќе се почитуваат одлуките донесени на локално ниво, а не да бидат волја на градоначалникот. Сега, што е многу значајно во моментов? Филков рече, нема општински сервис центри. Нема функционални. Не, извини, баш тоа сакав да кажам. Како ќе има функционални, кога еве јас ќе ви кажам, од 2007 до 2009 бев регионален координатор на еден голем европски проект, поддршка на процесот на децентрализација за општините Крушево, Прилеп, Битола, Демихисар и Ресен. Со пари од проектот се се формира канцеларии, се изведоа градежни работи, се купи опрема, се купи мебел, се купи се. Година дена од сите општини доаѓаја од вработените луѓе кои што ги специализиравме, кои што ќе бидат за надлежности на локалната самоуправа, кој за урбанизам, кој за екологија, кој за финансии, кој за буџет, кој за даноци, такси и така натаму. И што се случи? Во Битола, еве сега појдете, оваја канцеларијата има југозападниот регион. Се сместија таму, тоа нема врска. Прилеп, се сместени финансиите. Крушево, опремата, просторијата е испразнета, градоначалникот си зеде опремата, си дојде се кај него в кабинет. Во Ресен се формира се даноците и во Демихисар е локален економски развој.
Што идејата која им е? Идејата им е не сакаат да имаат отчетност пред граѓаните. Затоа што ако помине оваа процедура, она што го кажа Филко Преска, ако помине во таа процедура да се заведуваат тие барањата и да се проследуваат до надлежните служби, тогаш тие ќе мора да му дадат отчет на граѓаните. А вака манипулираат со нив. И една работа што е многу битна, за кој учество на граѓаните зборуваме кога е тоа 100% партиски поделено. Ако појдеме јас и Бојан од една партија, од партијата што не му одговара на градоначалникот, тој нема да те слушне. Ме разбирате? Значи, има многу работи кои што треба граѓанското учество викаме. За кое граѓанско учество зборуваме кога тие, кажа колегата таму, не се знаат кога одржуваат избори. Не се информирани луѓето. Не знаат кој му е буџетот, не знаат со колку пари располагаат. И мене ми се чини Ја замолам да заокружиме за да уште одиме само една минута. За мене е најголемиот проблем во ЗЕЛС. ЗЕЛС е командуван партиски. ЗЕЛС се продолжена рака на владата. Било која да е. Затоа што, знам јас на времето, кога беше СДС на власт, беше Никола Ќурчиев, председател на ЗЕЛС, сега е Коце Трајановски. Така да не чекаме нешто порно, али вајда ќе има нешто порно. Благодарам. Благодарам многу. Секогаш ви искуства од прва рака се најдрагоцени. Одиме натаму, Дамјан Здравев. Здраво на сите, јас сум Дамјан Здравев, доаѓам од Реактор. Нема да зборувам за резултатите од истражувањето, ќе зборувам за некои мои претходни искуства во вклучување на граѓаните во процесите на донесување одлуки. Иако ми се многу подраги неформалните иницијативи кои што најчесто се спроведуваат во малите средини, оние за кои што зборуваше Писарев, кои што се многу поефикасни, мислам дека тоа пред се должи заради компактноста на заедниците, бројот на луѓето кои што живеат и поврзаноста на луѓето. Она што јас мислам дека еден од клучните проблеми е институционалното решавање на вклучувањето на граѓаните во процесот на донесување на одлуки. Било која регулатива која што е донесена во Македонија, која што на некој начин го тангира ова прашање, е недоречена, неспроведлива и мене ми се чини направена за да биде нефункционална. Ако го разгледаме законот за референдум и други облици за непосредно изјаснување на граѓаните, можеме да видиме дека тоа е еден прилично рестриктивен закон кој што отвара многу малку можности за организирање на такви иницијативи. Јас секогаш го земам примерот со општина Центар, имате 24 работни дена за да соберете 9000 потписи на еден шалтер, еден човек. Математиката вика на минута и пол во еднакви интервали треба по еден човек да се потпишува на тој список. Според тоа законот е несправедлив. Сега дел од ингеренциите се префрлени на Државната изборна комисија, па можеби ќе функционира малку поразлично, ама знаејќи го капацитетот на Државната изборна комисија, јас сум стварно скептичен дека тоа би функционирало поразлично. А вториот пример кој што многу често го користам во овие дискусии е консултациите за донесувањето на дуповите, кои што се објавуваат во веројатно најнетиражниот весник, во едно мало ќоша, и каде што луѓето доаѓаат и го кажуваат своето мислење. Не постои, јас барем не знам, ниту еден пример каде некој предлог кој што бил негативно оценет од граѓаните, општината решила да го промени и да рече добро, на граѓаните ова не им се допаѓа, па ние ќе го промениме. Поентата ми е дека генерално не достига традиција и култура на инклузивно и партиципативно носење на одлуки, а тоа што институционалните форми се толку рестриктивни, мислам дека не помага. Колку и да ние се трудиме на неформален начин да ги решаваме проблемите, додека не го решиме тоа на институционално ниво, мислам дека сите тие обиди ќе бидат само стихини и ќе бидат повремени, затоа што ќе зависи од локалниот контекст, а не од структурата и системот кој што мора да постојат за да ги вклучат граѓаните во донесувањето на одлуките. Благодарам. Имаме 5 мина уште пријавено, е веќе 6-7, затоа ве молам, бидејќи вака нема да има време со ова темпо за сите да кажат по нешто. Повелете. Благодарам. Имам едно прашање до Неда и во врска со спроведенава анкета, односно истражување што го правеле, каква е перцепцијата кај граѓаните за граѓански иницијативи или организации како што беше Веритас,
според мене партијска иницијатива за градењето на црквата на улица Македонија и за плоштад Слобода. Дали се правила споредба кај граѓаните помеѓу една и друга? Значи, каква е перцепцијата за иницијативите како што беше маршот за толеранција, наспроти оној марш за семејство што го организираат, да речем, владините партии. Нели имаше примери со Аман и со Изгор приватизација и многу други, да не ги набројувам. И Филков спомна, Герман, дека се интересира повеќе околу локалните самоуправи. Јас вчера и денеска постојано читам, значи не се оди на децентрализација, туку на централизација на локалните самоуправи. Владата со 1600 вработени од македонски шуми сега им налага на општините да ги вработат во некои од јавните предпријатија, во училиштата, нели, локалната самоуправа има и таму ингеренции. Значи, мислам дека треба да се наврати сега организациите да работат од почеток на процесот на децентрализација, отколку на фазите до каде што сме стигнати. Како мислиш дека е полесно да се реши? Толку. Ајде, Неда и Герман. Ака сега, ние истражувањето го базиравме на тоа да видиме зошто граѓаните, колку граѓаните се активни и кои се фактори кои што придонесуваат тие да станат активни или не. Значи, ние немаме во истражувањето, да речем, мирање на перцепциите или ставови околу конкретни граѓански активности, и од тука не можам да одговорам директно на прашањето дали ги ценат едните или дали има разлики во ставовите. Меѓутоа, можам да го кажам следново. Тешко се истражува во Република Македонија поради неписменоста на народот од една страна, значи кога се прадат некои ставови така натаму, има тешко ги разбираат прашањата, за да бидеме сигурни дека тоа што го прашуваме и одговорите кои што ги добиваме се реални за прашањето и се трудиме во тоа да бидеме што поуспешни. Меѓутоа, реално, интуитивно, граѓаните ги разбираат работите. Поотука, ако тие биле на некој протест, затоа што добиле наредба од некој или заради тоа што се надеваат на нешто, тие не го вбројуваат тоа во граѓанска иницијатива. Значи, не го перцепираат на начин на кој што вие го перцепирате. И затоа мислам дека доаѓа до тоа, кога ќе рече дали луѓето си помагаат, они реално ја даваат сликата. А потоа кога ги прашате дали они помагале, и затоа разликата која што ја како да кажам, ја истакна Маријан, каде што конкретно се прашуваат, дали сте, не знам, сте привезувале некој, сте чувале некој така натаму, тоа тие ќе си го кажат. Меѓутоа, пак ќе речем, таа некоја поради ниската стапка на вработеност, луѓето зависат едни од други на такви лични, да речам, услуги кои што си ги прават. Па ако се селат, тие нема да платат за селидба, него ќе викнат комши и пријатели за да им помогнат или ќе кречат и така натаму. Меѓутоа, тоа они го перцепираат на ниво на услуга взаемна која што они ја даваат и очекуваат да ја добијат, а не како солидарност на која што си помагаат. И во таа насока мислам дека дури и за некои протести на кои што тие учествувале, ако било наметнато, наложено и така натаму, тие нема да го перцепираат како иницијатива за општо добро или иницијатива дека тие се бореле таму за да, ако не била вистинска или лично мотивирана за општо добро. Меѓутоа, конкретно одговор на прашањето не можам да дадам. Ирма? И ја не можам да ти дадам одговор како да речат не, ако им речат да ги вработат тие луѓе, ти знаеме после што ќе им се случи, ама ќе го цитирам можеби најповиканиот на оваа тема овде меѓу нас, кој што рече дека децентрализацијата во Македонија допрва треба да почне. И кога ќе биде така, тогаш нема да се случува ова што го кажуваш. Значи, ние сме во многу рана фаза или една минута подолго ќе зборам што мислев, мислам дека сме во еден ретрограден процес. Сега ќе ви кажам еден пример, оти испаѓа во последно време се зборам дека сум стара, ме изгледа дека старем, па така ми доаѓаат такви мисли. 80-та година беше, во мојата населба има една права улица,
и од двете страни има тротоари, ама не одма до улицата, туку меѓу улицата и тротоарите има дрвореди на костени. Се околу костените тоа беше земја и кал. Дојдоа дома со оние шпартани табаци писмени што пишувавме у нив, се подпишаа сите, ги однесоа во местната заедница, бараа луѓето тоа да се поплочи, да нема калоти која претрчуваа за леп да купат, со кал се правеа. Кога дојде тоа во местната заедница, за некој, не знам, 20 дена, 30 дена, дојдоа низ цела долга е улицата, го поплочија и до ден денес стои. Мислите, денес тоа така би се направило? Не зборам за 30 дена. Барем нека речат, ќе видиме за буџетот до година дали може да ве ставиме. Мислам, тоа е разликата. А ова го изнесов кога дојдоа едни странци кои ми рекоа, сега вие сте во рана фаза на децентрализација, ајде да видиме, пошто немате, вика, во оваа земја децентрализацијата има мала традиција. Ја викам, не е точно дека има мала традиција, има голема традиција, но кај нас како многу работи ретроградно одново се треба да се присеќаваме и одново да ги воспоставуваме. Благодарам. Одиме понатаму. Здраво на сите, јас сум Катерина, учествував во спроведување на ово истражување за граѓанско учество како анкетар и бидејќи имав можност директно да искомуницирам со граѓаните и да се соберат одговорите од нивните мислења, често можевме да се соочиме со голема скепса, дури да прифатат да учествуваат, дури кога ги одговараа прашањата, токму кога доаѓавме до делот дали сте искомуницирале со градоначалник, со пратеник, со министер, тие веднаш, а вие од која партија сте, зошто ни се јавувате, значи веднаш се јавуваше некоја параноја кај нив. Токму кога ќе ги прашавме, например, зошто не верувате дека можете да влијаете врз одлуките што се носат, тие одговара и да направиме нешто као нема фајде. Значи, дури да поднесете иницијатива, нема фајде. Која е причината за тоа? Да не заборавиме дека градоначалниците, освен функцијата да бидат во служба на граѓаните, тие ја остваруваат и својата политичка функција и поради тоа често тактизираат со нивните активности и со спроведувањето и слушањето на жилбите на граѓаните. Конкретно имав пример во моето мало, каде што поднесовме сите суседи иницијатива за поставување на улично светло, нешто што мислам дека треба секаде да го има, посебно и во урбани населби, скопски. И добивме одговор од општината дека нема технички услови. Иако во моето мало има и струја, има и интернет и телефон, меѓутоа немало технички услови за улично осветлување. Но изборниот циклус кој што беше во март, измеѓу првиот и вториот изборен циклус без никакви технички проблеми добивме улично осветлување. Што значи дека градоначалниците, кога веќе се во можност да направат нешто, тактизираат со времето, односно дали тоа ќе го направат во првата година од својот мандат или во четвртата пред крајот на пред крајот на изборниот циклус, пред крајот на нивниот мандат. Оно што сакав да го кажам е дека како учесник во спроведувањето забележав една голема тенденција на граѓаните да се затвараат, наспроти тенденцијата да раснеме во отворено општество, бидејќи кога веќе вие во најблиското окружување не верувате, односно во своите соседи, каде вие довербата во институциите на локално ниво, па во невладини организации, во формални здружувања, а камали во највисоките инстанции, односно централата. Добро, благодарам. Имаме уште 6 пријавени, апелирам сите по една минута да кажат нешто и да немаме други пријавени. Еве, Джелјо се откажа, значи 5 мина. Нергим повели. Ајде, кусо јас само да се надуврзам на излагањето на Герман околу законот за локална самоуправа, односно децентрализација. Јас не разбирам зошто воопшто организираме локални избори, кога не се решаваат основните проблеми на граѓаните, конкретно водоводната мрежа, да речем. А секој граѓанин, мнозинството во одредени општини, поголемите, еве да ги посачам, се лојални граѓани на своите општини. И сакаат да почувствуваат тој благодет, односно од општината, за да им овозможи нормални услови за живот.
Конкретно се поставува и прашањето колку од општините, од помалите општини можат да обстојат во функционирањето, бидејќи се ограничени со средства, колку можат да издржат, да го издржат тој терет. Дали треба, мислам дека според мене, мој став е дека треба крупни измени да се направат во конкретно за тој закон за децентрализација, бидејќи реално некои општини, да не се повторам, не можат да обстојат. Бидејќи се премали, ограничени се со буџетот и не можат да инвестираат, односно да посочам конкретно улица да асфалтираат. Така да, колку е реално тоа моментално законот што е во сила, дали треба да остане или треба да претрпи измени, како би се, мислам, тие измени би се направи. Ова е прашање до Герман? Да. Да, добро. Така. Благодарам. Јас не знам колку е реално, потребно е многу. Мислам, тука нема дискусија, ама мислам дека ќе мора да се отвори и полека крехира тој систем на децентрализација. Мислам, никој не е луд да свати дека функционира само во побогатите општини. Во другите општини дека се крпи ден за ден. Така што едно последно истражување што правевме, ги рангиравме сите општини по Јас се извинувам, само што ќе те прекинам. Последното издржување сведок да посочам една, значи општина Кочани, каде што поголема општина не може да обезбеди за една улица да се асфалтира, иако 21 век е буквално од испитаникот имаше крајно, значи огорченост, незадоволство, не може да се реши тој големи проблем за нормално да се функционира. На училиште да се оди и секојдневни одборски се заврши. Извинете што ја прекинав. Еден податок, па точно све ќе ја каже состојбата. Ги рангиравме општините според износот на јавни набавки по жител. Центар го тргам на страна, оти ради другите трошоци, ради спомениците беше нерелевантен податокот. Ќе ја земам втората општина, Карпаш беше 240 и нешто евра по жител, последна беше Шуто Риздари со 2 евра по жител. Значи, во јавни набавки, освен парите што кажа граначалникот за функционирање на општината, нели? За плати, за хартија, за функционирање, не знам што се купува, се и за улици, за осветлување, за патишта. Значи, од 2 до 240 евра, просек околу 71-2 евра беше во Македонија, па видете вие сега кој може со 2 евра, а кој може со 250 евра. Колега, убаво прашање постави. Во Југославија, кога бевме во таа држава, Македонија имаше 34 општини и Скопје 35. Сега, тој концепт на општините го има сега, денеска го има земено Полска. Ако појдете во Полска или да отворите сајт, ќе видите дека комуналниот систем на Југославија, Полска го има препишано. И јас не знам што беше причината за да се уништи нешто што функционираше како што треба. Тоа е едната работа. И другата работа, кога веќе се зборува за водоводи, да ви кажам право, мене ми е срам во 21 век да појдеш негде и да му речеш на некој ќе ти донесам вода. Ако е тоа придобивката на ова во 21 век да се фалиме на некој дека ќе му несеме вода за пиење, ашко сум. Извини, молим те. Нема проблем. Душко Христов. Само беше на реченица, како да е мал сублимат на сето ова денеска или оно што сме го поминали и што треба да го поминеме, ја велам додека граѓанскиот активизам и хуманоста се состои од наблюдување на болката и проблемите на луѓето, мислам дека тоа е најреалната слика што денеска е отсликана и односно и ние, нели, бидејќи најтешко е да се даде, на уште потешко е да се разбере некој проблем кој што постои во заедницата. Така си овие сите иницијативи кои што Аман и веќе да не ги набројувам, бидејќи Аман е една од последните така поинтересни, меѓутоа беше карактеристично последната што беше заштита на водно во истиот ден. Во центарот шетаат мајки или родители со мали деца за, не знам, закон за семејство, значи бракот да биде помеѓу маж и жена или не знам како беше. Коментар беше зошто и тие мајки и деца и татко си не излегува на водно, бидејќи тие деца треба да живеат во едно здраво Скопје. Мислам, сега да кажам дека додека не се прошират улиците или
патиштата каде што може да застанат 15-20 луѓе, па сите во исто време да сечат ленти на една улици од 2 метра, па се буткаат по 7 уни да пресечат до тие ленти. Мислам дека ни предстои голема работа на сите нас, меѓутоа сериозна работа, затоа што преку бројките што се прикажани туку во истражувањето и сите ние правиме некои си наши интересни истражувања, се тоа ќе тапка некако. Благодарам, Душко. Одиме понатаму. Уште тројца имаме пријавени и ќе ја заклучиме дебатата. Здраво и од мене, Кире од проект ЕУ Кавадарци. Јас сакам да споменам, да изразам задоволство на моје присуство на една многу благородна обука во Берово, каде што предавачи беа Герман и Сабина, а беше насловена мониторинг на трошење на јавните пари. Од тој момент па наваму почнаа така да ги кажам сладките маки за нашата невладина, посебно за порталот ме од град. Имено, почнавме да копаме длабоко во буџетот на општина Кавадарци и со вистински факти и бројки сите пари кои што беа потрошени им ги презентиравме на кавадаречката јавност. Нормално тоа најде на бурни реакции, посебно од локалните патриоти. Знаете, кога човек малку столчето ќе му го дрмнете, веднаш реагира. Али тоа дојде на добри и позитивни критики од кавадаречката јавност. И поддршката од нивна страна значи, ни дава уште повеќе елан за да работиме понатаму. Сакам да се навртам на една поента од претходниот панел, каде што беше најавено спомнато дека релацијата граѓанин локална самоуправа, тој линк е многу тенок. Јас мислам, мој став е дека тоа е чиста причина што граѓаните имаат голем страв садено во себе, посебно изминатите неколку години. И од таа причина не може да се охрабрат за да се оваа релација или овој линк малку да се зајакне. Тука треба да излезат во преслед не политичките партии, кои што и онака не им излегуваат, треба да се на сцена да истапи невладениот сектор, Сдруженијата на граѓани и преку нив да застане зад нивните проблеми, маки што ги имаат на локално ниво и во нивно име тие да ја тераат работата и на крајот проблемот кој што ги засега конкретно локалните граѓани. Тоа е во делот на локалната самоуправа. Сакам само едно прашање до Иван Јованов, така малку ме засегна посебно дебатата околу младите. Беше претходно спомнато дека самодовербата на младите е многу мала. Значи, како минува времето се поголема. Колку домашната средина, домашните услови, родителите, околината имаат влијание за таа самодоверба на младите. Толку од мене, благодарам. Благодарам, Кире. Меѓу другото, тоа ми беше и дел од прашањето на почетокот кој му го поставив на Иван за тие вон образовни ограничувања или можности што може да се направат. Дел од тоа беше кажано, меѓутоа уште еднаш му даваме шанса кратко на Иван да одговори. Кратко, многу. Значи, како ни викаат од дома, најди работа во државна администрација и се ќе биде супер. Значи, тоа е... Да, значи, не се тера... Не да го работиш тоа што сакаш, туку тоа што општеството го нуди. Пример, ја имам ситуација дома која ќе кажам, пример, добивме проект за волонтирање и мене ми викаат, земи нешто сериозно работиш, што се заебаваш. Така што има многу, значи многу има домашното воспитување, бидејќи сега не ќе да го критикувам стариот систем, меѓутоа тоа произлегува и од стариот систем, и од граѓански иницијативи, бидејќи тој функционирал на друг начин, овој функционира на друг начин, така што треба децата да се поттикнуваат да бидат активни, да го прават тоа што сакаат и доколку нешто им смета, да го кажат. Благодарам. Ве молам да заклучиме. Благодарам. Моето е кратко прашање до Герман. Сакав да го прашам, бидејќи ја следи досега децентрализацијата.
наговести нешто повеќе како во иднина е, дали јас може би следниот чекор е од веќе најави нели дека има потреба отварање на тој закон, некои 2 нивоа на општини, како тоа би функционирало многу покоректно. Ние знаеме дека во европски земји веќе имаат локални, регионални избори, регионални совети и национални. Дали е тоа некое ниво кое што го гледаш некој следен чекор или сосема нешто друго? Не баш така, бидејќи според, ако сега ја спомна Европската Унија, тука па Ептен има поише стручни од мене, Македонија е еден регион. Значи, самата земја е толку мала што уште и региони да воведеме. Она што јас го спомнав како идеја, која што според мене е потребна и мислам дека најдобро би го решила проблемот, е да има 2 нивоа, односно, оние стари 34 општини што беа, ги знаете, ги памтите, односно градовите што беа, тие да бидат на едно повисоко ниво, со сите ингеренции сегашни, додека оние до 80 од 33 до 80 да имаат со намалени ингеренции, односно овие големите да ги земат оние тешките ингеренции за урбанизам, за комунални работи, а овие да останат само со ингеренции буквално за решавање на проблемите на граѓаните. Значи да не се бават со откуп на земјиште. Знаете дека 5 месеци сите мереа земјиште и продава она за 1 евро. Општината ништо друго не правеше, кој имаше легализацијата кога беше легализација. Значи, тоа да оди кај оние што имаат по 100-200 вработени, големите, а кај малите да останат само баш онаа местната самоуправа. За граѓаните да можат сега да не име укинеме општината, типа за некое прашање на живот или смрт, дали има општина. Знаете, така е луѓе, да. Со малите селски општини ден денеска имаат дејности и финансии едно друго кои што им се во големите. Лош закон за меѓуопштинска соработка. Да, решено е со меѓуопштинска соработка, али мене ми е страв дека тоа нема да функционира. Може. Конкретно, значи, приватно сум засегнат, имајќи имот во општина Мавро Ростиш. Било што треба сериозно, треба да се прави гостивар. Апсолутно гостивар не име гајле. За секое барање, значи имало писма, мислам, со луѓето кои што се жители, многу пати сум разговарал, и они викаат, гостивар, ние не, овде не одлучуваат, овие нашиве, овие уште е помалце. Значи, тие барања за легализација, првите се од 2012-2011, ниедно нема за таа општина и за легализација и за приватизација на државно градежно земјиште кое што било на користење. Ниедно решение до сега не знам дали е издадено на некому да си го откупи, дали било куќа, дали било викендица, дали било она. Така да може би е некој грчки систем бољи, не знам ја, онака површно го знам, кој што има државна институција која што е работа да го прави во име на општината тоа. И урбанизмот, мислам, не можеме да му даеме на не знам, на Струмица за Коџалија или за таму, како да ја се некоја таа мала општина која е Радовиш, да даеме на Струмица да го прави урбанизмот. Сепак за Радовиш, ама за Конче може. За Конче да го, ама и за Конче дали смее да се дозволи Радовиш да го. Мислам, урбанизмот е, барем јас секогаш ќе се борам, тоа е јавниот простор, тоа е имотот на граѓаните, имотот на цела Република Македонија и не може некој друг оти шестар урбанизмот, ленјер урбанизмот, резултатите еве ни ги денес. Сега е фино што имаат со што се занимаваат, урбанизам, приватизација, кога ќе помине тоа, тогаш ќе дојде вистинската работа. Ќе го дадат земјиштето, ќе се откупи, и после што правиме? Значи, после следи работата. Мислам дека ги свативме главните поенти, бидејќи е скоро 15 часот последното прашање или коментар за да. Добро, вака се наврата малку на студентиве, као дел од младиве, нели, пошто тоа ни е поле на интерес. Како студентска организација сметаме дека многу треба да се посвети на време да се посвети време на тоа да се образуваат млади студенти што значи да си млад човек во оваа држава, што значи да си студент во оваа држава, кои се твоите сили, кои се твоите ингеренции као студент, пошто многу од нашиве колеги не само домов ова Гоце Делчев што се дешава, и студентскиот превоз, и не знам, ред други работи.
или се тотално незаинтересирани, значи она апатија или она наша политичка култура поданичка спуштена глава, сабија не сече, седи мадро да не биде мудро или не знам некој други, или феноменот на Месија, чекаме вечно некој да не спаси, некој друг да направи нешто за нас. Сметам дека има многу страф од тоа да бидат етикетирани, да не бидат обоени со бои на опозиција и плюс се плаша да не изгубат соби у домовиве, пошто некои ги добиваат, знаеме како ги добиваат собиве и лежиштава у домовиве, други се плаша да не им влијае на стипендија, да не добијат стипендија или нешто такво, така што мораме да ги да прашам прво кои се плановиве да ги охрабриме малце младиве, дали има некоја стратегија да малце поише им внесеме она што се вика кураж, или... Звини, до кого ти е упатено прашањето? Па еве вака, првенствено на младинскиве организации, значи МОФ и младите можат, ако имаат вака некоја стратегија, би ми било драго да слушнам, да видам што се планира. Може прво младинскиве, па после и Писаревски. Добро, МОФ до сега спровел повеќе видови на стратегии, некои повеќе, некои помалку успешни, некои целосно неуспешни. Не сум мудар, ниту пак мојата организација има совршен план како на оние студенти во Гоце Делчев на кои што им капе врз глава и кои што имаат мувла во храната, да ги извадиме надвор од некомфорт и да бидат гласни, бидејќи од друга страна често сме го слушале она ке прозборуваат луѓето кога ќе им дојде нештото врз глава, еве им дојде врз глава, ама нема реакција. Меѓутоа во исто време јас и друга теза застапувам дека не може да ги обвинуваме младите, дека се тие виновниците што живееме во условите во кои што живееме и што функционираме во вакво општество. Ако прашуваме кај се младите, јас ќе прашам кај се возрастните, или одговорот е младите се таму и кај што се и возрастните. Веројатно причините се исти. Планот може да биде здружување по хоризонтала, како една варијанта, односно она што го направивме со НМС, почна како здружување по хоризонтала, денес е формална организација која што најавува дека ќе тропа на вратите на институциите. Таа организација предходно, организациите кои што го создадоа Националниот младински совет, предходно се здружија по хоризонтала, за еден друг проблем, тој предлог закон за млади, и успеа да издействуваат некаква промена, односно да ја убедат владата или да ја притиснат владата да го повлече предлог законот за млади, за кој што лично мислам дека повторно ќе биде внесен во собраниска процедура наскоро и веројатно изгласан, ќе видиме со каква содржина и во каква форма, што ќе биде уште еден предизвик сега за Националниот младински совет како ќе се постави во такви услови, односно знам како ќе се постави, но предизвикот ќе биде како ќе се изигра целата приказна за да се спречи донесување на ист таков закон за млади кој што се обиде да стави контрола врз младинскиот сектор. И како второ можно решение, мислам дека ова го зборувавме пред неколку дена на трибина во МКЦ, кога Бубо Каров ја даде она изјава која што прокружи на интернет околу затворањето на К15, а тоа е хуморот и сатирата. Она за кое што зборуваше Писарев, да ја прославиме 2 години на дупката. Не верувам дека такви акции можат револуција да донесат, но мислам дека можат да извадат на видели на некои работи, да ги направат во медиумите на интернет позачестени, поприсутни тие појави за кои што треба да се реагира, бидејќи на крајот на денот властите реагираат кога им е нарушен имиџот. Властите реагираат кога проблемите ги има на телевизија или кога одредено видео го шеруваат илјадници луѓе на Facebook. Не им е сеедно кога им е нарушен имиџот, особено за ваква популистичка влада на која што и тоа како е важен пиарот. И сега кога веќе зедов збор, уште една анекдота да раскажам на крај. Впрочем, сакам да го демантирам Герман дека не може да се стигне до министри, дека многу полесно се стигнува до градоначалници. Видел во живо министар. Јас сум видел 2 пати во кафана и ги имам начекано, во едната спира, во другата, вториот пат на свадба беше Боран.
министерот за надворешни. Тоа беше во време кога бевме високо активни, собиравме петиција за екстерното да се прогласи за пилот. 100 писма му пративме на Спиро и не се удостои да не викне на состанок. Јарно, ама кога го чекавме во кафана, без да знае дека сме друштво од МОВ, му пристапивме и му рековме: министре, многу сакаме да се сликаме со вас. Се насмеа до тука и еве сликата во телефоне. 5 мофовци и Спиро сликани со мобилен, само чекаме погоден момент да ја објавиме фотографија и да ги заокружиме фаците и да го направиме министерот со росоит. Толку. Благодарам, Маријан. Иван? Стратегија има стратегија за вработување на млади, има национална младинска стратегија за интегрирано образование, само прашањето и дебатливо е колку се имплементира, значи стратегија има. А како наша домашна задача на младинските организации ќе биде следната национална стратегија за млади, која што ќе биде веројатно на 5 години, нема да биде на 10, и ние треба да се осигураме дека таа ќе се мониторира и ќе се имплементира, бидејќи сегашнава не се мониторира и не се имплементира. Благодарам. Сакаш што што нешто? Јас сакам за студентите, пошто нив им е страф, они ќе изгубат креветите, ќе изгубат тоа. Дајте како младински организации студентски активирате студентската солидарност. Има 10.000 студенти од Скопје, од кои 2.000 се од страна, валјда 8.000 има од Скопје, од тие 8.000 валјда ќе се соберат 1.000, да ја немав 4 банки, можда и ќе седнат, да се би било смешно да се појавам. Таму нека се организира студентите од Скопје кои што не се членови, кои што им смета тоа како граѓанска солидарност, како едно такво движење нека се направи, нека им ги реши на крајот на криштата проблемите, затоа што они се скриени во глупчешка дупка и затоа што они не смеат и им е страф. И тоа би било еден креативен пристап да се најде. Конкретни акции, може да седнеме и конкретно да разговараме. Меѓутоа тоа е дел од решението. Као што го повикував пред 3 недели Совет на град Скопје да им направи мост у село Злеово кај Радовиш од 3.000 евра, зашто Скопје е на град на солидарноста, може да се покрене таква акција и за студентите. Верувам дека кај скопските студенти ќе најдете критична маса. Сега проблем е што јас кога бев студент никад не бев во тие студентски организации факат. Меѓутоа најдете канал, избушете комуникација некоја и ќе го решат. Они име страв, они доаѓаат од мали места, враќањето од тука ќе повлече многу по нивните животи, пазите, тоа се животни одлуки нивни. Не треба да ги ставате во огин, меѓутоа ставете ги во огин оние кои што се спремни да се стават во огин, ставете ме и мене во огин за студентите. Ама нека има барем 60 студенти, а не ја оној таму со ночарите што шета и гледа у земја, да ги решаваме проблемите на студентите. Па не може сите проблеми да ги решиме. Добро, ви благодарам на сите, мислам дека нема потреба од заклучоци, бидејќи имавме шаренило на теми, многу проблеми набројавме, понудивме и некои решенија. Овие две дискусии нека бидат само основа за сите натамошни акции, дискусии, се тоа треба да биде да ни помогне за да знаеме кај сме и кај треба да одиме. Сега ве повикувам да закрепнете малце со храната позади мене тука.